А сега да им посакам добро утро на Слободанка и на незината гостинка, иако за Слободанка знам дека кога е вакво врнежливо утро, никогаш не е добро утрото. Се надевам дека тоа не е случај со незината гостинка. А тоа е доктор Ники Бивовска, вообичаен термин резервиран за гостин од Аџи Бадем Систина, но ова утро за медицинска сестра. Добро ви утро и на двете. Гледам на смеани сте, тоа е добро веќе за самиот почеток. Добро утро, што значи дека дојдат воопшто и ваквото не ви влијае, пречи, да. Доктор Ники, да ве прашам, овде насловот ќе биде улогата на медицинските сестри, но предпоставам дека треба подобро ставиме улогите, затоа што вие не извршувате една улога, туку многу улоги во... Да, прво медицинска сестра, не доктор. А така ви имаат подпишано како доктор, да. Да, гришка на екипата. Медицинска сестра и едукатор. Медицинска сестра по едукација и тренизи во клиничка болница Аџи Бадем Систина. Добро утро, и мене дождот не ми влијае да бидам секогаш добро расположена. Во вашата емисија секогаш пријатно се чувствувам, се надевам дека ќе пренесам добри поздрави и позитивна енергија од нашата болница. Да, имате многу што да зборувате, така што Слободанка повели. Благодарам, Искра. Поздрав до нашите гледачи и како што кажавме, да, не дозволуваме времето да ни влијае на нашето расположение. Впрочем, веднаш се забележува вашата позитивна енергија и драго ми е што ќе имаме можност да разговараме за вас, медицинските сестри, и за едукацијата во Систина. Меѓутоа, добре дојде и од мене, се разбира. Благодарам. И како што кажав, навистина драго ми е што ќе разговараме за убава тема. Па ќе започнеме, еве, клиничката болница Аџи Бадем Систина традиционално веќе ги одбележувате, нели, меѓународниот ден на акушерките 5 мај е и меѓународниот ден на медицинските сестри 12 мај. Да, ова е цела недела на настани поврзана со сестринството. 5 мај денот на акушерките, 5 мај денот на хигиена на раце и 12 мај денот на медицинските сестри. Нашата болница секоја година различно ги празнува сите овие денови, односно оваа недела. Во минатото правевме различни работилници, едукативни предавања во различни установи во нашата држава. Почнувавме едни пионерски едукации на различни популации во нашата држава. Почнавме од едукација на најмалите, од градинките. Ги учевме хигиена на раце. Стигнавме до највозрастните во гериатриските центри, во различни фирми и установи. Пробуваме она што го знаеме и она што можеме да го пренесеме како порака за заштита и превенција на здравјето на сите наши граѓани. Така. Инаку мотото, нели, на Меѓународниот совет на сестри, инвестиција на сестринството за една здрава нација. Но дали сме ние здрава нација, затоа потоа можеби и ќе споменеме. Меѓутоа, вистинско време за движење напред е мотото. Дали доволно се вложува во сестринството во Македонија, еве кај нас, според вас? Вчера имавме еден настан во болницата со која што го обележавме овој ден на сестринството, наградивме со признанија одредена категорија на медицински сестри кои што имаат заслуги во развојот на сестринството и продискутиравме конкретно на оваа тема, дали доволно се вложува во сестринството. Кога зборувам за сестринството во Систина, зборувам за една друга димензија, зборувам за едно вложување во континуиран раст и развој, како професионален, така и едукативен развој на медицинските сестри, што се гледа и според резултатите кои што ги постигнува болницата на секое поле. Меѓутоа, кога зборувам воопшто за вложувањето во сестринството во Република Македонија, па и во светот пошироко, гледаме дека резултатите се поразителни. Самата пандемија ни покажа каде ни се слабите и силните точки, покажа дека сестринството е силно, меѓутоа треба да биде многу поорганизирано и многу повеќе да се вложи во развојот на сестрите воопшто. Ние се трудиме во нашата болница тоа да го правиме постојано, меѓутоа гледаме дека се соочуваме со оној проблем со кој што се соочува нашата држава, недостаток на компетенции на медицинските сестри. Следно прашање, светот, дури во Македонија веќе знаеме, меѓутоа сигурно дека ќе се согласите со мене, и светот се соочува со недостиг на медицински сестри, персонал, работна сила. Дали, еве, Аџи Бадем Систина го има истиот проблем и како се справувате со тоа? Да, го следам одливот на млади и успешни луѓе од нашата држава кон запад и кон пошироко. Клиничката болница Аџи Бадем Систина се соочува со истиот проблем, од причина што сестрите кои што сакаат да се пробијат на запад и во другите држави, пробуваат секогаш од најдоброто на место. Кога во вашето CV ќе влезе болница како што е Аџи Бадем Систина, тогаш малку полесно
наоѓаат работни места во државите каде што си ја бараат понатаму среќата. Да се изразиме одскочна даска. Одскочна даска, да. Меѓутоа, систина покажува дека добриот систем на работа возможува да сме како болница посакувано работно место. Секоја година се одржува еден награден конкурс посакуван работодавач. Ние веќе неколку години сме најпосакуван работодавач во категоријата на медицински установи и со тоа гледаме дека навистина можеме да направиме од сите оние кандидати кои што се јавуваат во нашата болница и сакаат да работат на нашите позиции како медицински сестри и акушерки, можеме се уште да направиме избор. Не сме принудени да ги примеме сите оние кандидати кои што ќе се јават на работа. Да, претпоставувам, секако мора да има било каква и селекција да е, вие тоа најдобро си го знаете. Меѓутоа, еве го споменавте едукативниот симулацијски, да кажеме, центар на социјалните мрежи, дури го видовме, одвивањето на првиот симулацијски проект за медицинските сестри. Од каде е токму оваа идеја и како се одвиваше сето ова во просториите на Во нашата болница се е транспарентно, имаме редовни состаноци на различни комисии, на еден таков редовен состанок на една поголема комисија која што се бави со ризици, проценка на ризици, исправување со истите во болницата. Беше презентирано кои се ризиците и како да ги намалиме тие ризици во операционите сали и интензивните неги. Едни витални, такви клучни места каде што малку посериозно се работи во пристапот со пациентите. И ако зборуваме за едукација, никогаш не можеме да зборуваме за човек. Зборуваме за систем, зборуваме за група на луѓе кои што помагаат во едукативниот процес на работа. Една група на медицински сестри седна после тој состанок и поразговаравме за тоа како можеме да ги препознаеме прво ризиците. Вие ќе се справите со ризик ако можете да го препознаете. Препознавме ризик во операционите сали, интензивните неги, во тоа што треба да ги зголемиме перцептивните можности на медицинските сестри, кога ќе дојдат да препознаат што е тоа што може да го загрози здравјето и животот на пациентите, меѓутоа и на вработените. Така. И ние сме во постојан ризик кога работиме да се реагира на такви сериозни места, да. Малку седнавме и прогуглавме по интернет да видиме како во светот тоа се прави. Најдовме на еден многу интересен проект во одредени земји, само на америчко тло, тука во Европа тоа се уште не е започнато и седнавме, направивме една мала група на луѓе кои што направија анализа на сето тоа како може да се примени во нашата болница на многу еден интересен начин, меѓутоа мора да имате поддршка. Поединец не може да направи, може да даде идеја, меѓутоа мора да имате поддршка од болницата. Седнавме, напишавме мејл до менеджментот. Ние имаме еден одличен сектор за човечки ресурси кој што ги пренесува нашите идеи, поплаки, жалби кон менеджментот. За рокот една недела ни стигна одговор на првиот состанок дека се сложува дека ваков проект треба да се одвива. Ни опремија еден цел симулацијски центар каде што одвиваме различни видови на тренизи и она што на сликата може да го прикажете да го видат гледачите. Тоа е собата со грешки или Room of Errors. Во светот позната како Room of Errors или дури Room of Horrors. Тоа е симулација на една болничка соба. Значи гледате пациент, во нашиот случај фантом, опремена соба со апаратура, опремена соба со едно сценарио како би требало да изгледа собата на пациент и кога ќе влезете во таа соба се е погрешно. Направивме лажни истории на болест со различна состојба на пациентите и медицинските сестри. Ова е како еден вид тренинг за медицинските сестри, да. Во одредено време за 15 минути требаше медицинските сестри да откријат грешки. Така. Погрешна крвна. Ова се грешките. Вкупно беа некаде околу 40 на грешки. Погрешна крвна група, погрешен пациент, идентификација неправилна, ставени лекови кои што апсолутно пациентот не смее да ги прима. И на стартот бевме и ние малку скептични. Ова го организиравме заедно со огромна поддршка на главната сестра на болницата, медицинската сестра за превенција и контрола на инфекции и колегата кој што е менаџер за управување со опасни материи. Со поддршка на сите одговорни сестри, за тоа што да направите сценарија, треба да имате познавање на повеќе медицински гранки и на стартот чекавме да ги видиме реакциите на вработените. Јас бев изненадена како тоа беше добро примено преку еден вид на игра, меѓутоа со мерливи елементи успеавме да ги приметиме
најдобрите страни на нашите колешки и оние страни кои што не се Да, тоа најлоши. сакав да прашам како се покажаа. Да, се покажа одлични во во Европа немаме вакви симулацијски тренинзи за да можеме да ги потребни се споредиме. навистина, да. Да, еве како интересно. идеја ја представив на еден конгрес на кој што бев присутна и најдов на одлични реакции од колешките од сите установи, државни и приватни установи. Во нареднава година се Јас ова надевам. што го слушам навистина е можно повелете, интересно, ќе го видите да. нашето симулацијско да. креативно катче, каде што може да видите колку е сето тоа интересно, делува така, баш реалистички. Колешките реагира феноменално. Не знам, во Систина некако сетапот на сестрите да учат нешто ново, да учествуваат во новитети е така поставен и навистина им благодарам на сите кои што учествуваа, бројката не беше мала, тоа се 280 сестри. Да, тоа е голем број. Кои што учествуваа во тренингот и во една прекрасна атмосфера успешно го завршивме. Се надеваме дека ова ќе го публикуваме, дека ќе оставиме печат позади нас. Па на овој како начин, како што го објаснивте, го извлекувате најдоброто од медицинските сестри. Знаете веќе која е подготвена 100% да кажеме веднаш да ја изврши својата задача. Меѓутоа за оние кои што можеби не во моментот, ако нешто друго, барем некоја минутка, можеби се подзамислиле, сигурно дека едукаторот е тука за да дојдеме до тие. Да, помагаме едни на други, гледаме да си ги надополниме знаењата и да бидеме секогаш поефикасни кон нашата работа кон пациентите. Да, верувам. Дали има нешто друго ново плюс во едукативниот центар? Да, минатата година некако ни тргна со реформи во едукаторството, се повеќе се шириме и се надевам дека тоа нема тука да застане. Сигурна сум дека нема тука да застане со ваква поддршка од сите оддели во болницата, кога ќе ви подадат рака техничкиот сектор, одделот за квалитет, секторот за човечки ресурси, маркетинг и сите останати колешки, тогаш се случуваат убави работи. Болницата ни овозможи една многу интересна апликација која што имаме на мобилните телефони и со која што преку геймификација, преку игри, медицинските сестри учат. Тоа се игрички, различен тип на игрички, колички кои што се возат, се тркаат меѓу себе оние кои што учествуваат во играта, меѓутоа прашањата се специфични за работните места кои што ги работиме. Во моментов не оди хигиена на раце, каде што секојдневно 5 до 7 минути во такви креативни игрички персоналот учи многу податоци кои што ни со на традиционално учење некогаш можеби не ги забележува. Имаме learning tool за учење, електронско учење во болницата, тоа е задолжително за целокупниот персонал. Со ова са некако го надоградивме тој систем да биде малку поинтересен и за помладите генерации на медицински сестри. Да, тука прашањето виднаш ќе биде како го гледате ве сестринството кај нас во Македонија во иднина и кои се предизвиците на оваа професија со која постојано се бори со истите? Да, за жал, секогаш кога сум гостинка во вашата емисија го зборувам тоа дека се надевам и навистина се надевам. И сите се надеваме. Да, во нашата држава постојат две големи здруженија на медицински сестри, тоа е Здруженијето за нас и Здруженијето ЗМСТАМ, кој што навистина се бори нешто да се постигне во процесите на подобрување на здравствениот систем. Ние треба да бидеме препознаени како професија. Во моментов не сме препознаени како професија, не сме влезени во некој законник. Имаме комора која што треба да се активира и повторно ќе кажам, мојот оптимизам нема крај. Сигурна сум дека еден ден ќе се постигне нешто такво. Ќе се сплотиме како здруженија, ќе се сплотиме како сестринство. Тоа Република Македонија навистина го заслужува, затоа што медицинската сестра во Македонија е посебна. Онаа топлина на југот што кај нас како држава ја има, ја се гледа преку лицето на медицинските сестри. Тоа сигурно и вие сте го приметиле во сите овие ваши години на гостување на медицински сестри во вашите емисии. Да, секако посебни сте, мора да признаеме, и со преубава енергија која ја ширите, што е многу потребна нели за пациентите, но и како едукатор да ги едуцираме медицинските сестри. Да, знаете, јас секогаш тоа го споредувам, нашата работа ја споредувам како едно возење на автопат. Значи, кога возите по автопат и немате знаци, како што е моментално нашето сестринство и здравство, возите и не знаете точно на кој излез треба да се исклучите. Кога ќе дојдете во установа како Систина,
Јасно ви се обележани знаците каде што се наоѓа. Значи знаете хиерархиски каде да се Каде, обратите. така. Кој за што одговорен, каде треба да ја најдете вашата патека и правилно да се движите кон вашата цел. Се надевам дека нашиот пример ќе го земат и останатите установи и целокупниот здравствен систем, затоа што без разлика на тоа дали сме приватно или државно здравство, нашите пациенти заслужуваат најдобро. Така е. И убаво многу кажано. Јас некаде мислам дека сме тука пред самиот крај, меѓутоа би прашала еве зошто Систина? За мене Систина е огромен предизвик затоа што е најдобра, најпрофесионална болница. Можеби ќе звучам нескромно, меѓутоа ако во лигата на со спортски жаргон кажано, ако во лигата на клубови се свртите околу вас и ги видите тимовите кои што играат во здравствениот процес, ние сме НБА лига. Вистински професионален тим, добро одбрани, селектирани играчи, јасна, прецизна стратегија, тактика и лидери кои што не водат секогаш кон победа. На вистина е предизвик да се работи на вакво место, меѓутоа знаете како лигата секогаш оди понапред и мора и ние да сме секогаш поспремни и поспремни. Како да сме биле дел од кошарката некогаш. Да, секогаш кошарката во моето срце и во мојата душа. Спортскиот дух гледам да го пренесам и во установата во која што работам. Која е потребна? Потребна е и многу. секогаш да играм во шампионски тимови како што е Систина. Верувам. Многу благодарам за вашето гостување и драго ми беше што имавме можност да поразговараме токму за ова што денес еве и гледачите имаа можност да го слушнат. Посакувам многу успех. Но би сакала и да кажеме за тоа зошто се одлучивме и за покрај кошарката, спортот што го сакаме, зошто се одлучивме за медицинска сестра. Медицинска сестра е стил на живот, секогаш тоа го кажувам, 100 животи да имам, 100 животи ќе бидам медицинска сестра, да. Убаво кажано. Многу ви благодарам за гостувањето, посакувам успеси и понатамошни и за сите новитети. Тука сме нели повторно да разговараме. Ви благодарам многу. Благодарам и јас. Ви благодарам многу и на двете. Следниот пат можеме на спортска тема да ви викнеме. Зошто да не? Така. Да. Одлично.